Додека македонските власти се пишманат, бугарските уште порешителни во одбраната на своите позиции. Не се откажуваат од Ванчо Михајлов и цар Борис III. Бугарската држава останува зад клубовите именувани по докажани соработници на фашистичкиот режим. Ова ни го порача главниот експерт во бугарското МНР, Желјаско Радуков. Вели кога ќе стапи законот на сила на клубовите било, дали ќе го почитуваат и ќе постапуваат по него или не, а властите во Софија ќе застанат зад нив во секој можно сценарио. Кога ќе стапи во сила законот за здружение зависи од тоа кога ќе биде објавен во државниот весник на Македонија. Сигурно ќе се забранат клубовите. Прашање е дали ќе се изнуди промена на името. Не можеме да одговориме на тоа бидејќи тоа ќе биде одлука на секој од овие клубови. Тие ќе имаат можност или да ги променат имињата или да си ги бараат правата преку суд. Бугарската држава ќе ги поддржи и во двата случаи. Ваквите пораки од Бугарија доаѓаат во моментите кога македонската власт сама си каже дека ова законско решение ќе го прати на проверка. Венецијанската комисија ќе оценувала дали има нешто спорно во истиот. Според академик Владо Камбовски, од таму би требало се очекува позитивна оценка за законското решение. Јас очекувам дека Венецијанска комисија ќе го потврди таквиот став. Не верувам дека таа ќе рече да може да формирате здружение што ќе шират национална омраза или нетрпеливост. Ставовите на бугарските културни клубови во Македонија се и повеќе од јасни. Тие не сакаат ни подразно да ги менуваат своите имиња, кои за многумина во држава представуваат сериозна провокација и повреда на чувствата на македонците. Ние името не планираме да го смениме, ќе ги искористиме сите правни средства што ни стојат на располагање во државата Северна Македонија и ги трпиме сите правни механизми што ни стојат на располагање, да ги искористиме сите судски дистанци и потоа ќе одиме на се знае кај во Европскиот суд Страсбург. Ако бидеме одбиени. Сепак на крајот станува јасно дека на Бугарија неверојатно ќе успее да го смени законот за здружение со кој Македонија забранува нивните клубови да носат имиња на фашистички соработници. Неофицијално планот на Софија е тоа да го направи за време на скрининг процесот, кога ќе се утврдува кој закон е во согласност или е спротивен со европската регулатива. Потврда за ваквата можност стигна од македонската влада, која срамежливо призна дека сите закони, вклучувајќи го и овој, може да претрпат измени додека трае скринингот.